Врска со вчерашниот настан во годишнината на независност на САД беше верзија на идната без имињата на Делчев, Гули, Груев и Сандански. Како го коментира тоа? Ви благодарам за интересирањето. ВМРО ДПМН целосно го осудува нецелосното интонирање на македонската химна и изоставувањето на македонските херои, кои што ги содржи оригиналниот текст на химната. Се чини дека изведбата на химната, интонирањето на химната од страна на Тамара беше начин да се удоволи на погрешните политики на Зоран Заев, креирани изминатиот период, а на сметка на државните и на националните интереси, а овој пат на сметка на македонско-американското пријателство, кое што е од стратешко значење за долгорочниот развој на Република Македонија. Ова е неприфатливо и е пример што се може да произведе кога премиерот си поигрува со нашата историја, со чувствата, со националните и со идентитетските обележја. Добре е, ке нагласам во моментов, што Тамара од своја страна се извини, но она што е за вистинска осуда е атмосферата креирана од страна на власта и од премиерот, а во која подолг период на срамен начин се доведуваат во прашање сите идентитетски обележја важни за Македонија и за народот. Со оваа влада, за жал, станавме општество во кое што на дневна основа се доведуваат под прашање најсветите чувства на македонскиот народ. Дали го гледате ова како нека мерење на пулсот на јавноста за нека можна нова верзија без овие имиња? Како што слушнавме, Тамара се извини, извинување пристигна и од власта, меѓутоа многу извинувања пристигнуваат од страна на членови на владата и од Илинденска број 2, извинување имаше и од американската амбасада. Реков, станува збор можеби за грешка, но за осуда е нецелосното интонирање на химната и сето тоа токму во овој период на една креирана атмосфера каде што сите идентитетски прашања се доведуваат под знак прашање. Така, имате ли други прашања? Да, председателот Мицкоски вчера на емисија на едно интервју кажа дека истакна Европот што ВМРО му го дал на власта за да соработува за процесот на добивање датум. Што ова конкретно значи и дали значи дека некои закони што се важи за овој процес нема да ги поддржуваат? Не станува збор за закони, станува збор за цела низа на законски и подзаконски акти, но и за имплементирање на закони, за функционирање на државата. Видете, ВМРО ДПМН посочуваше постојано дека нема датум за преговори, немаше ниту лани кога лажеше премиерот и половина влада сликани нели и крева атмосфера дека Македонија добила датум за почеток на преговори, датум немаше ниту во јуни кога исто така посочуваа дека еве го датумот само што не е добиен. Веднаш беше понудена рака за соработка, за формирање на различни тимови и комисии кои што заеднички би работеле за да се постигнат оние барани потребни промени во општеството, реформи, за да може да граѓаните да не бидат жртва на ова криминално владење на Зоран Заев и на неговиот криминален клан. Односно, Македонија конечно да добие датум и да отпочне преговори за онаму каде што и природно припаѓа во европското семејство. Подолг временски период, оваа подадена рака, нема одговор од страна на власта. Така што оваа подадена рака не е без краен рок. Времето минува, власта ништо не прави во насока да ги исполни условите за добивање на датум. Таа улога ја презема ВМРО ДПМН, кое што и досега покажала дека кога станува збор за интересите на државата била конструктивна, се сеќавате и кога е добиена препораката по основа на тоа што имаше работни групи, заедно работеа, се донесува законски решенија кои што беа заедно изготвени, заедно изгласани. Сега ВМРО ДПМН прави она што е во нејзини моки во рамки на семејството на европските народни
партии за да не се пропушти шансата и Македонија сепак да добие датум за отпочнување на преговорите, а граѓаните на Република Македонија да не бидат жртва на погрешните политики на Зоран Заев.